Посетата на кинескиот специјален пратеник Ли Хуи доаѓа откако украинскиот председател Володимир Зеленски и кинескиот председател Ши Џинпин разговараа телефонски минатиот месец, што е нивен прв телефонски разговор од почетокот на руската инвазија на Украина. Тој повик означи нова етапа во односите меѓу Украина и Кина. Председателот Зеленски кажа дека разговорот бил долг и значаен. Тој истиот ден го најави именувањето на новиот украински амбасадор во Кина. Кина вели дека нејзин приоритет е да ги промовира мировните преговори и вети дека ќе испрати специјален пратеник во Украина. Ли Хуи пристигна во Украина на 16 мај, каде се сретна со министерот за надворешни работи на Украина Дмитро Кулеба на разговори за прекин на непријателствата. Володимир Фасенко, политички аналитичар во Киев, ја опишува посетата на Ли Хуи како шатл дипломатија, која ќе им служи повеќе од се на интересите на Пекинг во регионот. Овој специјален представник ќе работи не само на надминување на војната меѓу Украина и Русија, туку повеќе на зајакнување на влијанието на Кина во Европа. За Украина е важно Кина да биде мировен посредник, а не директен воен сојузник на Русија. Во исто време, Вита Голорд, која го предводи одборот на Украинската асоциација за кинески студии, ја нагласува важноста од одржување на диалог со Кина, за да се види што таа има да понуди. З Китаю не треба робити ворога. Не треба да ја правиме непријател на Кина. Ова е наша задача во моментов, да ја оставиме Кина на позицијата што ја зазема. Ова е кинеска игра и мораме да ја сватиме како кинеска стратешка позиција на долг рок. Кога го испитавме така наречениот мировен план, односот на Кина кон решението на проблемот што го нарекуваат украинска криза, видовме дека има заеднички точки меѓу мировниот план и формулата на Зеленски и дека има многу да се работи. Овде аналитичарите не гледаат причина да се очекува посетата на Ли Хуи да ја промени играта, но се позитивни за вмешаноста на Кина како неутрална страна. Но украинците се поскептични. Я вважаю, що Китай може бути посередником між переговорами. Верувам дека Кина може да биде посредник во преговорите, но тие имаат своја цел и интерес за ова. И јас верувам дека за жал не во корист на Украина, туку во нивна корист. Кога започна војната, Кина не беше на наша страна. Од самиот почеток ја поддржуваше Русија и не би сакала да биде посредник во преговорите. Но таа одлучува за нашата земја и има поголема улога од која било друга, бидејќи има некаква директна врска со Русија. По два дена разговори со министерот за надворешни работи на Украина, се уште не беше јасно кои следни чекори ќе ги преземе Кина за да се обиде да стави крај на војната што Русија ја започна со својата инвазија.